Quo vadis? Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание. По летните одмори продолжуваме со емисијата Quo vadis. Ние, како што е глобусот тука, имаме за намера да прошетуваме малку поширок по нашава планета, поточно геополитичките случувања кои се актуелни. Не би сакал да образложувам, но морам во неколку реченици да кажам што толку сме запнале, бидејќи 99% од сите дебати, интервјуа, известувања се локално, до сфери Пичино и назад. И толку се завршува. Скрено да ви кажам, тоа знае прилично да не чини. Во која смисла? Политичка и лична. Во политичка смисла, ако не гледаме какви се промените во Европа, во Америка, во светот, во останатиот дел, нема да предпоставиме што утре тоа ќе донесе, бидејќи они ќе постават своји амбасадори, таквите промени таму, тие амбасадори ќе притискаат, они со нивната политика ќе бараат да се приклучуваат код одреден да кажам, блокирање, позиционирање и така натаму. Тоа пак ќе донесува локално промена, shift of power, пардон, ќе донесува ситуации кои политички човек би требал да биде спремен, затоа што утре ситуацијата која ќе се смени ќе не најде неспремни. Јас сум мал, што мене тоа ме тангира. По мене, реално кажано, ве разбирам дека ама што има врска тоа со мене, што се случува во Украина, на Блискиот Исток. Еве ќе ви кажам зошто сметам и зошто јас лично го следам ова го следам во светот што се случува прво заради себе, после заради работава, но прво заради себе. Зошто заради себе? Ме интересира кон што идат промените и дали утре јас ќе купувам ефтина кола, дали е паметно да инвестирам во купување стан, бидејќи ако е на повидок нова корона, војна, затварање граници или напротив, доаѓање по-демократски, по-слободно и така натаму, тогаш се по моменти кога треба да се. Тоест, знаете како? Во животот треба како да си на берза, без оглед дали е за биткоини или за акции, нели, гледаш какви се трендовите и тогаш одлучуваш дали ќе купуваш, дали ќе продаваш. Со твоите постапки добиваш или губиш. Буквално е така. Тоа сакам да ви го кажам и затоа сметам дека треба да ги претресуваме овие работи, треба и вие да ги претресувате. Ја не сум аналитичар кој животот го поминал во сериозни, длабински политички анализи. Јас не ги знам кои се надворовите, игрите надворовите во Бакингемската палата или на Даунинг Стрит број 10, во Париз или Сеј, во Вашингтон, во Пекинг, но глобално една слика за да се добие еден добар преглед на состојбите што се случуваат, за ја утре да знам што да реагирам. Па, слушај, многу едноставно. Се иде на одмор у Турција, ако Турција влезе у војна со Грција. Мислам, ме разбирате ли? Се карикирам тотално, ама буквално е тоа, појма немав ја. Шо е ова работа, ја појма немам, ме врати од граница. Такви работи. Чиста загуба, нели? Но ова е искарикирано, до толку сите сме информирани, но сите работиме, сите заработуваме и не е лошо да знаеш, можеби, кон што ќе се шифтаат овие работи. Нема да бидат моите анализи насочени кон тоа кај да се вработите или во што да инвестирате, с краја да ја да знаев, ќе поседував кој знае што, а не да бидам, нели, човек од народот или народ. Буквално како и вас, кој живее од хонорари, генерално. Кога завршивме, ја напуштивме ситуацијата каде што Блискиот Исток зовре, исто така и ситуацијата со Иран. Во меѓувреме, што имаме? Ги имаме изборите во Америка, Бајден се повлече, каде што ако паметите и ми ги паметите некои мои претходни емисии, кажував дека човекот си има сериозен ментален проблем да продолжи.
Еве сега, ја како Јанко, дали бев во право или не, апсолутно бев, затоа што човекот сам се повлече. Успеа да го убедат да се повлече од председателската трка, и тоа многу им наштетуваше. Трамп во меѓувреме, неговиот константен раст на популарност укажуваше дека сето тоа добро ќе заврши по неговата кампања. Нему му се приклучи и Кенеди Джуниор, внукот на убиениот американски председател, кој до вчера беше демократ, но принципиелен човек, вика, ја ги напуштив демократите затоа што тоа нема врска со партијата, идеологијата, идејата и со демократијата. Тоа е навистина зло против кое се борам. И затоа е подобро да сум со Трамп, кој ќе направи подобро за земјата, одошто они што ќе направат. И тоа не само за Америка. Моje мислење е дека они се зло кој ќе направи голем проблем на планетава. Во меѓувреме, во Америка границите се преминуваат како, ако сте го гледале филмот World War Z со Бред Пит, кога зомбињата незапирливо како река од луѓе маса преминуваат граница. И тогаш реков, иако се обидува, например, Джейсон Миков во интервју, вика, нема шанси да се случи тоа, а му кажа, викам, сите овие што влегуваат, зошто ги пуштаат? Има само една работа, утре да гласат, не може, вика, уставно и законски. Еве се случува. Им даваат социјални броеви, за да им даде социјална помош, му дава социјален број. Во Америка, ако имаш социјален број, нели, како ние што имаме матичен број, во суштина, чим го имаш тој број, можеш да гласаш. Тоа е неверојатно. Таму е системот сам по себе толку искорумпиран, затоа што е поставен, како беше оној висот, на поверење. Леле, кога почна да ме гаѓа карта кога игравме покер на поверење. Кога се вратил нашиот од Германија, препун со пари, шо работеше, не работеше, шо правеше, играв покер. Како бе, вика, на поверење. Така ли? Вика, кога почна карта да ме гаѓа. Се шегувам. Доналд Трамп преживеа 3 атентата. 3 атентата. Едниот го погоди куршумот во уво, вториот припука исто непрецизен со калашников на голф теренот, третиот атентат се случи на обид за атентат, поточно е поставување на бомба ден пред неговиот митинг кој требаше да се одржи во Пенсилванија или не знам точно. Сакам да кажам дека по-сериозна, по-драматична ситуација нема. Но вие не сте загрижени. Зошто? Затоа што ќе си пуштиш Сител, Канал 5, не знам, ТВ24, зборат таму, не. Чим не зборат они, се е во ред. Не да не е во ред, тоа е ужасно. Цел свет се потресе кога Кенеди и со децении збореа. За ова не зборите. За ова не зборите. 3 атентата врз бивши председател. Не е важно кој. Не е важно кој. Тоа покажува дека мучериштето е сериозно, дека водата е сериозно steered или она замешана, дека ситуацијата почнува да влегува таму кислород, да се отвараат очи и ситуацијата е драматична. Пред некој ден ги видов последната дапела, таму за интересно, за разлика од кај нас, јавно се гледаат средствата кои одредени компании ги даваат на одреден председателски кандидат, нели Бајден се повлече, Камала Харис, индиката, со индиско потекло, која нели ја продолжи трката, одеднаш и расте популарноста и огромни пари добива. Microsoft, Google е најголемиот донатор на Камала Харис. Од друга страна, Доналд Трамп сам по себе и неговите богати поддржувачи, тука е и Елон Маск, Роберт Кенеди, и сериозна борба се води помеѓу овие две спротивставени страни. Можам само едно да заклучам, дека ќе ги следиме овие работи и ја лично ќе ги следам и ќе ги правам овој подкаст Кво Вадис, затоа што сметам дека Армагедонот, ако почне од таму ќе почне. Ако изгуби Доналд Трамп, мислам дека човештвото ќе биде во сериозна опасност.
Иако и тоа е пишено дека еден ден ќе се случи, но наше како ќе изреагираме? Дали ќе се бориме против злото? За мене навистина е зло. Елон Маск, последната изјава му беше, една од последните изјави му беше: јас искрено мислам дека Џорџ Сорос го мрази човештвото и работи да биде уништено. Истото демократите го прават. Ниф им треба војна со Иран, ниф им треба војна во Украина, ниф им треба војна со Тајван, со Кина, ниф им треба атомска бомба. Затоа што немаат економија, немаат идеја, неспособни се да работат и само манипулации и војни на туѓи терени се случуваат. Но, следната епизода од Жолтко и Лутко Кво Вадис ќе треба да ја разгледаме и ситуацијата со пејџерите на Блискиот Исток. Нешто што се случи без преседан во историјата на војувањето. Да, ова беше воена операција. Кво Вадис?